Здраво, ова е 399-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Piano Accident од Квентин Дупие, во кој станува збор за Мегали, глумена од Адел Екзархопулос, звезда на социјалните медиуми, позната по објавување на шокантни видеа на себе повредување, која прави пауза по мистериозниот инцидент со пијано додека снима едно од своите видеа, во која одзема невин живот падот на пијаното. Иако е изолирана во планинска колиба, една новинарка ќе започне да ја уценува за да биде првата која ќе добие интервју со неа. Една тивка, нечуена традиција, само по себе се наметнува во Видеологија, која се однесува на делата на Дупие, кој станува предесник дека се доближуваме до крајот на сезоната, кога ќе се намириса негова апсурдна комедија, што треба да подлегне на рецензирање. Неговиот филмски израз сметам дека е повеќе од потребен за на еден бизарен начин да ни дозволи да си ги погледнеме одразите во огледало на сите наши грди особености, кои не сакаме да си ги признаеме кај себе си. Овој пат мислам дека го погоди во срце мигот во модерната историја, кој јас го сметам дека беше подем на падот, односно појавувањето на Джекес, кој го иницираше бранот на реалити ТВ концептот, кој замина во секој можен погрешен правец, при тоа застранувајќи го најзначајниот музички канал во историјата на човештвото MTV, наместо да продолжи да се посветува на промовирање на музика, се насочи кон промовирање на кловновскиот идиотлук, на дворските шутови, наречен реалити ТВ. Точно е дека овој начин на снимање на себе нанесување на болка на најглупав можен начин изнудуваше насмев на сечие лице и токму тоа го лоцира раѓањето на модерната сензација на социјалните мрежи и намалената доза на внимание која ја храни машината секојдневно со вирални славни личности. Нема повеќе ни 5 минути слава, денес има популарност од 30 секунди. Во тој историски теснец ја всрстува Мегали, која станува францускиот пандан на Джекес, само за да може да го придобие вниманието на незиниот татко, кој се смеел на скечевите на Дикхаус продукцијата на Ноксвил и Спайк Джонс, со тоа што Мегали има една предност која Марџера и Стив О ја немаат, но би сакале да ја поседуваат, односно високиот праг на толеранција на болка, што овозможува да се нанесе повреда на телото без рецепторите на болка да ја евидентираат. Оваа клиничка состојба е бизарниот агенс во делото на Дупие, кој се разбира дека ќе го експлоатира до немајкаде, бидејќи кога ќе се отвори таа дизна, многу тешко се заситува, како и секоја зависност. Секој нареден скеч е поживото загрозувачки од претходниот, затоа што гледачот станува пасивен, прехранет од фастфуд катарза, која штом ја вкуси, не го задоволува повеќе, односно лесно се навикнува на погледнатото насилство и се задоволува и во мигот на небрежност во кој ќе се изведуваат елаборативните скечеви, во борбата на суети настрадува невина жртва. Штом еднаш се земе животот здраво за готово, многу лесно е да се започне крвава трага на отстранување на сведоци на насилството, која нема крај, затоа што денес е многу тешко да остане нечија смрт незабележана, особено доколку славна личност е во прашање, која дури и во пустелија има своји нелојални фанови. Една паралела ќе си дозволам да направам во поглед на мотивот на невозможното интервју со претходниот филм на Дупие за Салвадор Дали, кој не можеше да даде интервју. Во ситуацијата на The Piano Accident имаме настојчива испрашувачка, која само сака да дознае зошто продолжува Мегали да се изложува на болка, штом веќе достигнала светска слава. Неискажаниот одговор јас ќе го порамнам со замката во која заглавиле други славни, кои се пробиле како гимик, односно луѓе со една финта, само тоа и сакаат да го прават во животот и доколку би се откажале, тоа би значело дека ќе негираат дел од себе со оглед на тоа што севкупното свое постоење го порамнуваат со кловнот. Точно е дека во претходните филмови Дупие драстично ја нагазуваше над реалната нишка на творбите, но во новиот филм се наклонува повеќе на насилниот реализам и многу подиректен е во неговата социокритика на општеството на спектакл, за разлика од минатото кога ги користеше над реалните чинители, а логичноста, апсурдот и метафоричните заврзлами за тие намени, денес потребно е да ни нацрта за да разбереме. Секако дека има
соочување со болката на губитокот на блискиот и конфронтација во лице со причинителот за неговата несреќа, а како реваншизам е соочувањето со себе си и прашањето зошто Мегали продолжува да изигрува дворски шут на наше и сеопшто задоволство. Нема длабинска сатисфакција во незините скечеви, само краткотрајно чешање на гледачката потреба за уште поголемо засрамување и неизмерното ситење од него. Не може празниот сензационализам, кој не содржи вредности и емпатија, да не роди капиталистичка жет, агент кој поддржува секоја експлоатација и незауздани фанови, кои би преминале секакви граници на пристојноста, со нивните распаднати мозоци од обсесивното скролање и новинарство кое се служи со уцени за да дојде до своите кликови. Адел не е првпат да се појави во филм на Дупие, претходно глумеше во Манdibles и Smoking Causes Coughing, така што таа е влезена во потесниот круг на соработници, но тука ја презема улогата на неговиот препознатлив архетип. Протагонистка која е оперирана од морална одговорност, односно аморалната Мегали е дотолку заљубена во себе си, што нејзиниот нос е подигнат во облаци и не препознава граница која не би ја преминала само за да дојде до саканиот шок кој ќе ја одржи нејзината слава. Секојаш да пофалва и потребата на Дупие, славните француски актери и актерки, што им ги нуди овие антагонистички улоги, за да ги видиме во поразлично самоуништувачко светло. Незината надменост секако дека ќе биде предмет на незиниот пат, односно обсесивноста да се остане под светлото на рефлекторот, тоест да се зрачи со светлото на екраните на нашите раце, е неизлечива завист на денешницата. Мегали нема да се задоволи само со вниманието на незиниот татко, таа ќе го добие вниманието на милиони, и од таа убост не може толку лесно човек да се одвикне. Од King of Comedy на Скорсезе и To Die For од Ван Sant, од секојаш постоеле ликови кои биле обседнати со станување славен по секоја цена, како што постоеле и фанови кои сакале парче од нив во Misery, Perfect Blue, Their Fun, Smile 2 и Kem, каде во последните децении филмовите како Nightcrawler, Spree и Lurker ги доведоа до екстреми потребите да се биде најдобар во повлекувањето на светското внимание, комунитет која заменува вредноста на парите во денешното општество затоа што секое внимание за пари се купува. Кога е во прашање техничката екипа на филм на Дупие, тогаш треба да знаете дека еден човек е задолжен како ќе звучи, изгледа и тече филмот, а тоа е самиот режисер Квентин Дупие, односно мистер Уазо, кога веќе е музиката во прашање. Тој е порезигниран и доаѓа до израз во прогонувачките неми сцени и како позадински засилувач за време на полетното снимање на шокантните скечеви, оставајќи не на крај со една етида на пијано во епилогот, каде оживува еден лик кој може да го врземе во крпче дека е пандан на неуништивоста на инфлуенсерката, нејзин препород или едноставно птица која се буди од кома. Послужете се со кои сакате состојки во вашиот рецепт за толкување на филмот. За мене, играта на Дупие ќе биде една наивна сатира со која го подгрева лековерниот гледач и се спрдаши со нас и во последниот кадар, како и во сите негови филмови. Дупие монтажерот, секогаш сум го фалил и ќе продолжам да го фалам доколку се држи до неговата мантра за резолвирање на драматуршкото дејствие под 90 минути, па затоа изборот на грст изолирани ликови и една засебна ситуација е најпогодна за неговите мали филмови да спакуваат голема приказна во себе. Како кинематографер, Дупие ги зароби, односно, ги портретираше ликовите во 1:50 наспроти еден аспектот, а дел ја снимаше од сите можни коси агли за да ја добиеме незината искривена перцепција на себе величење и секако не ги штедеше зумовите, но затоа не поштеди како гледачи од константно себе снимање на инфлуенсерката, што го сведе на една флешбек секвенца на која се наврати во вториот чин од делото за да дознаеме подобро што Мегали компензира со незините видеа. Францускиот режисер Квентин Дупие и во овој филм прстот не само што го вперува во изведувачите, туку го вперува и во аудиториумот, односно во ненаситната публика, која не само што го одобрува, туку и го слави однесувањето на своите звезди, како што со сатира беше проследена кинопубликата на Рабер или пак потрагата по
светска слава во реалити. Во новиот филм се исмева инфлуенсерството и аудиториумот со скапувачки мозоци кои го одобруваат тоа стекнување на слава по скратена постапка. Кој да биде новиот медиум, Квентин ќе најде начин да ни ги демонстрира неговите недостатоци, зачинувајќи ги со црна комедија која е доведена до екстреми. Можам да најавам два идни негови проекти, од кои едниот е францускиот Signals со Ерик Жудор и Ремзи Бедија, а другиот е исто така комедија Fulfill, во кој Вуди Харелсон и Кристен Стюарт глумат татко и ќерка, кои се обидуваат да го поправат нивниот однос на луксузниот одмор во Париз. Меѓутоа, нивниот престој во хотелот ќе биде попречен во неколку бизарни наврати, така што и холивудските актери се заинтересирани за абсурдната комедија на Дупие, но само најсмелите од нив се нафаќаат на предизвикот да ги одглумат неговите фалични ликови. Колку и да се обидува Дупие да ги избегне јамите на предвидливоста на неговата црна комедија, тој сепак ќе ги изложи неговите протагонисти на ескалирањето на нивната нарцисоидност, која ќе чини многу животи, тропи кои не може да ги надмине и реобмисли самиот режисер кој ги измисли, затоа што снима неколку филмови секоја година, кои колку и да се ефикасни стануваат жртви на сопствениот успех. Филмот имаше својата премиера во Страсбург, а потоа беше прикажан во Брисел, Фентази Филм Фест, Рио, Сплет, Солун, Рим, Севилја, односно фестивали од помал калибар кои најчесто имаат разбирање за абсурдни хуморески, кои многу полесно ги прифаќа жанровската публика отколку извиканите фестивали, кои само поради звездите го прифати неговиот претходен филм да го отвори Кан, што беше парадокс сам по себе, а новиот филм е продуциран од Канал Плюс со партиципација на Netflix, кој, иако беше работен за речиси 9 милиони евра, заработи само 3 милиони на киноблагајните и не очекувајте го на некои престижни церемонијали за награди. Абсурдниот хумор одамна нема место на нив, затоа што не сака да игра според нивните правила, напротив сака да ги крши установените конвенции и во случајот на Дупие да ги исмева токму славните. Црна комедија за екстремите до кои е подготвена да оди една славна личност на социјалните медиуми за да ги задржи своите 30 секунди на слава, обидувајќи се да го задоволи ненаситниот апетит на воајерската публика која се храни со незината болка и го наградува шокантниот клоуновски спектакл на курвање за внимание со лајкови. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Piano Accident од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 399-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!